Пред десетици години имавме и прашања зошто протест за женски права. И прашањето е секогаш исто и одговорот е тој. Значи, видливост. Потребна е видливост на оваа група која што е дискриминирана во општеството, која што е маргинализирана, која што е мета на говор на омраза, па дури на насилства од омраза. Едноставно мора да биде видлива заедницата. Тоа е прајдот. Исто како и со сите други протести кога се случуваат во државата, но кога се протестира за некоја друга тема, тогаш никој не се прашува зошто мора да бидат видливи тие луѓе. А кога се работи за ЛГБТ и заедницата, и тогаш е прашањето, па добро, ама нека да не мора баш да претестираат како сакаат. Има ли сепак прогрес на тој план? Има прогрес. Има прогрес. Јас сум задоволна од тоа. Јас сум веќе 5-та година координаторка, не, 4-та година координаторка на ЛГБТ групата во Собранието, која што за прв пат ја формиравме 2018 февруари. Сега повторно имаме 14 пратенички и пратеници од различни политички партии кои што едноставно се залагаме за напредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Има напредок, но не е доволно, се разбира. Има уште многу да се работи. Има и заменикот координатор е Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН е, така што имаме одлична соработка. За мене тие групи се одличен начин на надминување на партиските, би рекла, поделби и интереси на една надпартиска соработка. Не треба да прашувам дали ќе бидете во сабота таму? Ќе бидам и ми представува голема чест што ќе бидам и говорник на Прајдот. Повторно бев и претходно на